Во рамки на редовната 48-ма седница, Кавадаречкиот совет вчера расправаше за состојбите во лозарството и хаосот кој се случува секоја година со откупот на грозјето. Дискусиите на сите советници беа во правец дека не треба за лошата состојба во лозарството да се меша политика, туку да се изнајдат реални решенија. Сите беа едногласни дека владината мерка за стимулирање на винарските визби со по 3 денари за откуп на грозје од сортата Вранец Картошија не ги дава очекуваните резултати и повторно се откупуваат мали количини на грозје. Општина Кавадарци и граѓаните на општина Кавадарци буквално се наоѓаат во една воредна состојба затоа што голем број на граѓани директно екзистираат од лозарство. Откупот е прекинат, луѓето чекајќи пред откупните пунктови дури умираат. Имаме и такви случаи кога луѓе умираат чекајќи да го предадат грозјето. И сега се поставува прашањето кој е излезот од оваа ситуација. Решението е во владата и во никој друг. Државата има правни инструменти и механизми да помогне секогаш кога тоа е потребно. А во Кавадарци сега моментално тоа е најпотребно. Имено, според законот за земјоделие и рурален развој, владата може да донесе одлука за складирање и за интервентен откуп, со која ќе дојде до стабилизирање на пазарот, меѓутоа ќе дојде и до покачување на цените на грозје. Советникот Сашко Петров рече дека во овој момент е потребно да се тргне партизираноста и да настапат сите советници заедно. Наместо изградба на панорамско тркало, владата да интервенира со финансиски средства во винариите. Дали тоа ќе биде, јас предлагам да биде винарската визба Тиквеш, може би и други винарии, каде што винарските визби ќе го откупат целокупниот род на лозарите од општина Кавадарци, од Тиквешкиот регион и ако е можно да се направи дестилат. Знаеме дека дестилатот е една од најскапите акцизни роби на самиот пазар и една од најбараните. Мислам дека во овој момент сметам дека тоа е најпотребно. Ви велам, не станува збор за партизирање, не станува збор за тактизирање. Од овој проблем зависи екзистенцијата на секоја кавадаречка фамилија во општина Кавадарци. Проблемот се надзираше уште во мај кога визбите најавуваа намален откуп, рече Божан Каминова. Таа предложи советот да апелира визбите да ги отворат вратите за прием на целото винско грозје. Советникот Ташо Радњански во својата дискусија пак оцени дека целата ситуација со бербата и откупот е веќе видена. Визбите сакале да си купат ефтино грозје и создавале вештачки проблеми. Овој проблем со винариите, со градот Кавадарци, кој што беше на второ место по стандард во бивша Југославија после еден словенски град, стана стратешки проблем на олигарсите во Македонија. Како може да има 2000 вработени или 3000 вработени во Дрекслермајер, 1200 во Феми, ИГМ и така натаму за бедна сума на пари ако они не го уништат земјоделието лозарство? Заради тоа што од лозарството токму нашите сограѓани го постигнаа тој стандард. И сега ние тие луѓе треба да ги убедуваме што ќе се случи или како ќе се случи и треба да им молиме. Грозјето, винарските визби ќе го откупат. Поентата што е, као секоја година, веќе видено, ќе вршат притисок дека винарските визби им се празни, дека вино нема, дека пазарите не го сакаат нивното вино, им се полни, се извинувам, и дека откупот малку ќе задосне, вршејќи притисок. Знаете зошто? За тогаш кога ќе успееш некако да го протуркаш грозјето за бедни 10 денара, да речеш, уф, добро е, ми го земаа грозјето. И најмногу што ме нервира кај моите сограѓани, што направи со грозјето, го даду, нели, го дадов или ми го зеа. Па не си тука да го дадеш, бе, ти треба да го продадеш грозјето и не да ти го земат, него треба да ти го платат. Советникот Ристо Сакалиев решението на проблемот го гледа во поставувањето на подвижни мулјачи на нивите следната година и обезбедување на цистерни кои ќе собираат суровина за производство на вино и истата ќе се пласира надвор од нашите граници. На тој начин визбите би се држеле настрана и би останале без грозје, рече Сакалиев. Апелот и од координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Зоран Јованчев беше сите визби да ги отворат вратите за откуп на грозјето. Јас мислам дека препорака тука од Совет, од сите советници, пред се до винарските визби,
тоа ќе биде и замолница, да ги отворат вратите и да искористат оваа мерка која што е дадена по 3 денари, да го стимулира, за да ги стимулира визбите за да го откупат грозието. Да ги почитуваат исто така мерките за рокот на плаќање. Треба да знаеме дека во тие заклучоци да констатирам дека и шеќерните единици се паднати и тешко да може да се вратат тие сега во оние граници кои што тие ги бара, бидејќи временските прилики се такви. Врањецот не знам дали ќе добие веќе 19, тешко е за Смедрево. Значи во тие заклучоци овие препораки да стоат. А уште сега упатувам до сите советници една замолница или една идеја моја, веднаш во ноември да почнеме да разговараме за наредната година за откупот или наредната реколта за 2017 година. Градоначалникот Александар Панов ги запозна советниците за текот на преговорите за откупна цена. Рече дека визбите уште со донесувањето на измените на законот за вино и кратењето на рокот за исплата на грозието покажале дека ќе прават проблеми со откупот. Затоа повторно бил вратен стариот рок за исплата од 6 месеци, но со строго контролирана динамика на исплата на ратите. Инаку иницијативата за смалување на рокот на исплата на грозие беше лично моја, бидејќи односно понудив две варијанти кај влијателните луѓе од политиката и од владата, а тоа е или да се воведе ред на оние 6 месеци како рок на исплата, со точно утврдени датуми на исплата на прва, втора и трета рата, или да се намали рокот на исплата од 6 на 3 месеци. После што следеше шушкање во јавноста дека контрамерка винарските визби спремаат за намалување на пријавениот откуп на грозие за оваа година. Оттаму, како аларм беше прифатен од моја страна и се ангажирав и во владата, и во инспекторатот, и во контакти со винарските визби, да видиме докаде се и колку се точни сите овие инсинуации или муавити. Испадна дека е точно, винарските визби планира за 50% намален откуп на грозието за оваа година и како услов за зголемување на нивната на откуп на грозие оваа година беше враќање на старото решение, законско решение за исплата на 6 месеци, меѓутоа уредување до 20 или до 15 декември да се плати првата рата, па потоа во март или во февруар да се плати втората рака и на крајот во април да се доплати целото грозие. После дискусиите и вербалната поддршка за лозарите, Советот донесе неколку заклучоци. Советниците побараа владата да донесе одлука за интервентен откуп, план и стратегија, системски мерки за долгорочно решавање на проблемот со откупот на грозија. Им препорачаа на винарските визби да ја искористат мерката стимулација од 3 денари за килограм грозие и да ги отворат вратите на винарските визби, да се почитуваат законските регулативи и да има контрола на истите во поглед на шеќерноста и во поглед на плаќањето на грозието.